Ја прашувам, Текстот на предлогот на Адев, пора Пративме да чува. И добро вечер, почитувани гледачи, добродојавте во новото издание на Тешки муабети Среда Edition со мене Стефчо Екимовски и Милош Милошевски. Останете со нас до крајот на емисијата. Вечерва ќе зборуваме на повеќе теми, меѓу која што и онаа која што највеќе ја згрози македонската јавност, е убиството на хрватскиот рокоментар Денис Тот, кој што беше брутално усмртен пред дискотеката Привилич. Разни верзии постојат околу настанот. Она што е сигурно е дека најмалку 3 лица учествувале во убиството на ракоментарот. Она што исто така сигурно е дека уште вечерта надлежните се обиделе да го сокријат случајот. Тука не зборувам за надлежни како МВР, но во тој момент надлежни биле први да реагираат и да пријават таква работа луѓето од брзата помош и од ургентниот центар на клиниката Мајка Тереза. Тие се тие кои што први кажуваат дека немало видливи повреди, дека немало потреба да се реагира како за напад, како за обид за убиство или за убиство. Тука се случува и кардиналната грешка кога ракоментарот го губи својот живот. Освен оваа тема ќе зборуваме и за онаа афера која што денеска Инфомакс се објави, тоест текстот кој што го пишува Фијаса, тоа е текстот за екс-градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, кој што го оштетил буџетот на град Скопје за најмалку 5 милиони евра со продажбата на градската куќа. Градската куќа инаку чини изградбата на градската куќа чинела околу 21 милион евра. Направена е од страна на ДГ Бетон, кој што склучила еден основен договор за изградба во 2011 година во вредност од 1 милиарда и 47 милион денари и уште еден анекс на договор со значително пониска сума за дополнителни работи од 195 милиони денари. Петре Шилегов истата таа зграда ја продава за 775 милиони денари, откако претходно си нарачал проценка на таа сума и како што и самиот проценител кажува, му било кажано колкава сума да напише во проценката. Имаме теми кои што се вака од општествено значење, а тоа е протестот на СОНК на наставниците. Ке дискутираме и околу таа тема. Мината недела беше уапсен и генералниот секретар на владата Мухамед Зекири, за кој што обвинителството тврди дека направил го штитил буџетот за 900.000 евра, правејќи договор со 20 хрватски државјани во 4 очи без јавна набавка. Оваа недела беше затворен и премиерот Димитар Ковачевски, кој што прележа една ноќ на клиника. Зашто бил отруен? Од кого бил отруен и каде се отру? Тоа веројатно ќе утврди некоја истрага. Вчера имавме ситуација со снимен цариник, полицаец поточно, кој што зема 120 евра мито за да пропушти 6 албански државјани без проверка. Цената на струјата се повеќе го оптеретува домашниот буџет, ќе разговараме и за тоа, дали ќе расне повеќе цената на струјата и секако ќе зборуваме за теми од општината, но и за теми од меѓународната политика, како што е ситуацијата во Украина. Добро вечер, Екимовски. Добро вечер. Овие теми ќе бидат доволни за 2 сати, ако ни запоиш. До сабајле. Добро, ќе ја терам. Прво, да почнеме со убиството на Тот и обидот за прикривање. Страшно нешто. Сега гледам снимката пред да почне емисијата. Страшно нешто на нас македонците, ова не ни е прв пат. Ако се сеќавате, она момче во Охрид го утепавме
И мислам дека убиецот дали 4, дали 2,5 години, како беше Две. доби. 2,5, срамно, срамно. Ја не знам тие, тоа нивно семејство како се смирува. Сега ова ни се случува. Во Охрид превртевме чамец со 13 бугарски државјани, ги исподавивме. И тој таму доби некои ситни казни, капетанот на бродот. Значи, ова е дел од еден општ амбиент во оваа држава. Насилнички, беззаконие. Ова каже, се секавате на убиството на навивачот на комитите, што го убија исто вака на тротоар во автокоманда. Саздо ли се викаше? Да. Бог да го Значи, прости. колку пати нами се случува насилници да одземат еден млад живот. Па го убија и како се вика и како се викаше фудбалерот што го убија во Мичурин пред зграда пред влез? Да, ама ова Мартин. збориме, тоа е пукање со пиштол. Да. Ова зборуваме физички. Значи, крвнички да го убиеш, истото се случи и со овој, како се викаше, на денот на победата на ВМРО ДПМН, како се викаше, Нешковски. момчето на Нешковски. По кој пат нас ни се случува насилници тие што ги билдаат мускулите по цел ден и што вежбаат вака добиваат деца. Максимална казна ова треба за сите тројца. Максимална казна. Уште повеќе што е странски државјанин. Колку и да сгрешил, таму се гледа дека првиот удар со првиот удар он е неспособен. Он паѓа на земја. Гледате ли како потоа следно дечкото во црното палто и црните панталони со полна, мислам дека со лева нога го удира во глава, ја мислам дека тој е фаталниот удар. Па после него се обидуваат да му дадат помош, доаѓа таа девојката го клоца и страшно нешто луѓе. Каква бруталност, ја мислам дека тие луѓе не се македонци. Едноставно не припаѓаат на нас. Такви бруталци, такви бездушници. Значи, колку да ти сгрешил човекот, легнал доле без помошење, како можеш после да го тепаш, да го удираш со сета сила по глава? Моето мислење, а она што е најстрашното, ја слушам денеска директорката на Карил. Како не се засрами, бе. Тоа го зборев. Абе, нека се мафне Тука. таму уште на хрватски јазик, дава изјави таму, она се извинјава како е она мало избрзала и така дале. Срам да и биде, бе. Па се гледа, од такви удари не може да нема видливи траги по телото и по... Ама имал видлива трага, го прегризал јазикот и си го скинал сам. Тоа е прегризување на јазик до тој степен е знак дека постои некаков денеска ќе се удар или извинува. излив. Значи, како да кажем, тие структури што вршат вакво насилство, предпоставувам дека веднаш стигаат до високите кругови на власта. Веднаш се обидуваат да фатат врски во Министерство за здравство. Веднаш тогаш се алармира, се врши притисок врз, не знам, тамо на Карил кое изјави какви да дават едно друго. Веројатно тие пробале да го скријат случајот, паднал сам, му се слошило и така натаму. Јас утрото имав информација дека некое момче ракометар е претепано, а и дека наводно ќе почине, а дека се зборува дека ќе биде прикриено. Страшна ситуација е дека И се зачудува што брат му даде изјава дека срамота е што вика дека е претепан и така натаму. Јас имам ситуација, лична ситуација ваква. Мој другар, многу добар другар, беше усмртен во ваква ситуација, во ваква тепачка, пред 4-5 години. Значи, пред една дискотека, заради тоа што бил многу весел, на некого му сметал, се обидел да влезе во дискотеката со нечија девојка, беше нападнат и крвнички на овој начин убиен. И обвинителството до ден денес нема доволно докази. Тие Судот не одлучува. цел ден вежбаат, полни со адреналин и чекаат ваква жртва. Треба во Идиризово да продолжат да вежбаат. Овде не треба, треба максимални казни за овие бруталци, овие не луѓе. Ова се не луѓе и ова е срам за македонската нација. Верувам. По ко знае кој пат. Она момче во Србија, во Охрид, исплеска прво во кафичот 1 или 2, па исплеска после уште повише, па исплеска и трета група и на крај му се собра кукавици 20 луѓе го утепаа таму пред поштата во Охрид. Се скавате. Да. Многу мажи 20 души на еден да тепаат. Истото и со Саздо. Истото и со Саздо. У автокоманда, да. Страшно нешто. И со оној
го видовте ли, ај да не кажам, да не употребам тежок израз, оној, како да не кажам, сивоња, што го уби Мартин Нешковски. Па тоа кутро дете која сила имаше за оној човек што вежба у полна форма да го тепа со боксови специјалец, јакиот специјалец. Јакиот специјалец. И управата на затворот лани го пушти во слободачко. 14 години, 140 треба да добие. Еве, ова Јас ке разбирам све, првиот удар, момчето што му зададе прв удар, падна доле, не де Боже од тоа да починеше, не станува, тоа е како да кажам, не знам, убиство од небрижност или како не сум правник да не, го... ова е свирепо. Да, ова се квалификува како свирепо убиство согласно закон. Тепачка, еден удар, испаднал фатален и ја не можам да разберам, они го удираат во глава цело време, а починал од срцев застој. Не, невозможно. Ајде да ве молам. А цело време глава. Прегризување на јазик е знак дека постои епилептичен напад. Епилептичен напад постои при излив на мозок. И тоа е прилика таа ситуација. Еве, оваа ситуација ќе се реши, например. Ќе се реши, ќе добијат казна, ќе има истрага и како сите ситуации кои што биле јавни. Оваа ситуација со мојот другар не беше јавна и се уште нема Александар Пентрако треба се врати на улица, да видите како ќе има ред и мир. Доста више со овие насилници. Само ги билдаат мускулите, цел ден вежбаат, се чудат која далавера да ја направат во држава, да дојдат до паричка и цел ден се прават вака мангупи негде, едва и чекаат некого да не чекаат. Кукавици. Денес исто така објавивме уште една снимка околу овој брутализам, ама не како архитектонски правец, туку како една шизофренија, една хистерија во општеството, една криминогеност, една ерозија на морални вредности до степен да вака да реагираме и да коментираме, и го објавивме снимка како еден ист човек со нож влегува во продавница, конкретно продавница на месарата Солете, влегува во продавницата со нож, краде пари, снимен и излегува. Месец дена подоцна, денес, повторно влегува, зема пари, пробува да земе пари, продавачката му се спротивставува со друг нож, бидејќи е месара, и ја брца со ножот неколку пати, ја пробудува продавачката. И полицијата нема одговор. Нема прават записник, велат не знаеме кој е и тешка работа да го најдеме. Тоа е значи целосна и апсолутна небезбедност на улиците на Скопје. Имам на мојот син, на негов другар татко, има дуќан во автокоманда и се случува неколку пати да им го разбијат дуќанот, да ги испокрадат. Па не знам, управа за приходи им блокирале сметка, неплатен данок и луѓето се чудат како да врзат крај со крај. И така, седејќи во дуќанот, човекот што се вика резигниран, од кој крај да го фати, му влегува момче со капулјача и да му го земе прометот со пиштол. Овој животот му дошол до крај, што му дошло до него, не знам, кофа, метла, по глава, земал да го прка низ улици, затоа што му дошло преку глава од све, неколку пати го плячкале и на крај му дошол со пиштол, значи и пиштол и све преку глава доаѓа. Моето мислење е дека насилниците, разбойниците, тие што крадат, владеат веќе, не е безбеден ничи дом, не е безбедна ничија фирма, ова е недозволиво, или законите мора да се променат. Пазите, ова ни се случува во услови кога секоја втора куќа има камера. Имаме сейфсити. Да, сейфсити имаме, кога секоја фирма има камера. Да. И нам ни се случува ова што ни се случува. Кражби кои не можеме да ги откриеме. Тоа значи некој не сака да седне и да прелистува да пара. Ја ќе ви дадам еден куриозитет. Па меѓу другото, еве го Леви, овој што седи на урежија, беше исто така жртва на напад со нож. И ние немаме уште, еве инспектори дојдоа,
истрага демек спроведува, нема никакви. Па не одите далеку, запалели колата на Петар Шилегов. Слушнавте дека се најдени. Запалена беше колата на Миле Зечевич. Па таму, не знам дали- предходно Карпо 4 се запали една кола. Слушнавте дека некој ги најде тие? За Петри и за Зеко, не знам дали они сами сакаат да бидат пронајдени, тие што ги запалат. А дури ако самите си ги палеле колите, и тоа треба да го открие полицијата. Не, нема таму ништо. Зашто што тие возили имат осигурување, може би имат каско осигурување, без разлика. Значи предизвикување општа опасност. Од каде почнуваме да живееме ние? Не може да биде мека за насилниците. Не може. И точка. Власта е одговорна поготово за јавната безбедност. Значи, ние не збориме оној висок криминал, софистициран криминал, не зборуваме ние за разузнавање, за контраразузнавање, друго. Ние зборуваме за обични бандити, кои не се ниту софистицирани. За уличен криминал обични, збориме, брутални, да. бруталци и така натаму. Па немајте ме молам. Нема никаква ефикасност од полицијата. Имаме и уште еден случај, за кој што ние можеме да сведочиме дека нема никаква ефикасност од полицијата. Нас ни украдоа опрема, одбиена кола, украдена опремата, брада, полицијата доаѓа и ти вика, добро брат, ние ќе земеме, ќе направиме увид, ама тоа опремата нема да ја најдеме. Ја ќе ви кажам пример Тоа е поразително. Полиција да дојде и да ти каже дека е немоќна наспроти криминалците. Тоа е многу Ајде поразителен да ви факт. кажам еден куриозитет. Камера поставена во едно училиште кај нас, директорката си поставила камера, доаѓа фраерот, камерата ја оштрафува, лицето му се гледа на камерата како се ја оштрафува, ја вади од приклучокот на овие од електрична енергија и од интернет врските и си ја зима, си ја носи камерата. Сетето го предадовме во полиција, никош не го најдоа кој е тој. У среда бел ден, како да сме Токио, на мој комшија, или како да сме Истанбул. На мој комшија, ако ми ја даде снимка да ќе објавам, значи таква дрскост да види јавноста, на мој комшија. Влегува крадец во среда бел ден, значи 15 до 9, сабајле. Влегува во дворот, се шета, прво разгледува што има. Луѓе во дома се спремаат за да работа. Влегува, се шета по дворот да види што има, се враќа, сваќа дека не може со раце да однесе све, зема количка на буткање и си товари бандаши, фрижидер, не знам што нашо. И се гледа на камера да си ги носи, си ги стовара и се враќа повторно си товари, си ги носи и така и еве 4ти месец. А дали знаете, се знаете, случи таа кражба, нема ништо. дали знаете ако најдете во вашата куќа крадец или сте се затекнале дома, а тој влегол, ако имате огнено оружје, не смеете да го потребите? Да, знам. Не смеете да го потребите? Ние треба законски измени тука да направиме. Крадец, кој влегува да краде, да го загрози вашиот имот и дом, тие работи треба да се променат. Во насока на одвраќање за влегување во домови, во фирми и така натаму. Да. Ова страна лошо време. Значи ние паралелно со демократизацијата на општеството, паралелно со намалување на репресијата, го либерализиравме криминал. намалување на репресија на полицијата. Порано полицијата тепаше и тоа им траеше малце подолго. Сега се барат стриктни докази, не може да се присилува да признае сето тоа, меѓутоа ние затоа мора да бидеме чекор пред нив. Ако се имаме техника, ако имаме камери, ако имаме сите други работи, мислам дека Ама ви најголемата и се оно што е најбитно, предметот што го украл не му е најден дома, нема доказ. Најголемата демократија во светот, САД има либерализирана носење на оружје и поседување на оружје. Употреба на Они оружје. не ни се соодветен пример. Па како не се, ние се стремиме кон таков тип на демократија. Добро, ја не сум баш за таков тип. Еве, добро, ајде нека не биде Сите да имаме дома Америка. оружје и да пукаме на сите страни, мислам. Па па тие не пукаат на сите страни, но имаат право да го носат оружјето и да се заштитат себе. Ако бидат нападнати, имаат право да го потребат и да се заштитат себе си. Тоа е самоодбрана. Сепак ние не сме до тој степен. Океј, еве, ја имаме како пример Полска. Полска има исти правила за носење и поседување на оружје и употреба на огнено оружје. Например, Полска е членка на Европска унија, една од најважните членки на Европска унија и таму е либерализирано исто носењето и употребата на оружје. Александар, добра тема отвараш.
Еве зошто полицијата треба да функционира на повеќе ниво. Ако јас како градоначалник, општинскиот шериф, јас го поставувам, јавната безбедност треба да се даде на локалната самоуправа. Да, Ме разбирате? во САД, например, Државната безбедност, разузнавањето, шериф. криминалот, форензиката и така натаму, тоа ќе се даде на централните власти. Се што значи јавен ред и мир, јас треба да одговарам пред граѓаните за тоа како живот, дали имаат безбеден живот или не. Градскиот шериф, односно општинскиот шериф, треба да биде под градоначалникот. Секој понеделник да им поднесу извештај, што е најдено, што е сторено, што се случило и така натаму. Ние сега имаме класично двојство. Да, во САД е чекор понапред, таму например градскиот шериф или каунти шерифот, општинскиот нели шериф се бира на непосредни избори. Граѓаните гласаат со ливчиња за тоа кој ќе биде шериф. Дали бе, јас на улиците во кои што имаме еднонасочен сообраќај, на секоја улица кај што има еднонасочен сообраќај, денес кога ставиме по еден полицаец, тој за 3 часа ќе си ја заработи својата плата. Својата, можда и годишна плата. Не може да обезбедиме бидејќи нема доволно полицајци. Кога ние ќе ги имаме полицијата, тој дел од полицијата, полициските служби би ги имале под нас, ќе видите како нема да се вози брзо, нема на секоја улица да ни бараат легнате полицаец, како ќе се почитува брзината на возење, ќе се намали бројот на кражбите, одговорноста на полициските службеници ќе се зголеми, можеби нема да имам толкова администрација, ама затоа ќе имам многу повеќе луѓе во полиција со овластување. Ме разбирате? Тоа што ми е приоритет, тоа што наместо да имам 300 и кусур луѓе во општината, јас ако сега има не знам 50, карикирам луѓе во полициската станица, ќе имам 150. Тоа ќе дадам приоритет. И од тоа ќе издвојувам повеќе од општинскиот буџет. Тоа е тема на пример за која што треба вака компаративно да се споредиме на пример со Србија или со не знам со Австрија, со Унгарија, со било која земја од Европска унија. Например, таму има комунална полиција. Тоа е полиција која што се грижи за јавниот ред и мир во градот. И таа е градска полиција, тоест под управа на таа е под општините, например, во Белград е под градот Белград, во Будимпешта под Будимпешта, и таа се грижи за редот и мирот во градот. Што би се случило ако сега, например, град Скопје имаше сопствена комунална полиција, која што секој ќе биде поприсутна затоа што е порастеретена од нормалната полиција, и имаше комунална полиција пред дискотеката Привлич, каде што беше убиен Тот. Мислам дека многу поретко би доаѓало до вакви случаи. Знаете што? Оно што добива лиценца да има ноќен клуб, тој треба да одговара и за безбедноста на граѓаните кои што се, значи на тие млади лица кои што доаѓаат во тие ноќни клубови, и како и за безбедноста на тие млади лица и при излезот до заминувањето. Тие имат обезбедување и тоа обезбедување не сме да дозволи. Последици мора да сноси Привлич. Не знам чиво е, чија сака нека биде. Мора да сноси. Они како? Не ве слушнав. Чиво сака нека биде. Значи обезбедувањето него мора да обезбеди безбедност на сите што влегуваат и излегуваат натре. Додека се забуваат и кога излезат, значи до заминување во нивните возила, они мора да обезбедат безбедност на. Не може да се собере хорда да убива луѓе. Одговорно земаш ти за толку луѓе таму што се. Дека тој што ќе дојде безбедно ќе седи, ќе се забавува и безбедно ќе си замине. Апсолутно се согласувам, но ова е тема на пример околу либерализацијата на законот за поседување и носење на огнено оружје. Тоа е на пример тема која што ја од поодамна сакам да ја отворам и да се направи една кампања, затоа што. А што ќе му оружје, гледате него мускулите и нозете му се оружје? Не, како средство, не како средство за убиство, како средство за самоодбрана. Еве имаме една ситуација, на пример, ако сигурно се сеќаваш пред 3-4 години во Кисела вода кога се обидува да ограбат менувачница. Да. Двајца влегоа со оружје, се обидува да ја ограбат менувачницата, собственикот за среќа имаше со него огнено оружје, па возврати, ги уби двајцата, но беше два пати претходно било ограбен, да. Александар, што сакам да кажам? Ова момче што е убиено, како да ви кажам,
Тоа не е некое момче кое што нема мускулна маса. Ова момче претпоставува метар 85, метар 90 високо, кој што е во тренинг процес, кој што е физички многу силно, со еден удар онака да го бутнеш доле и потоа да го усмртиш. Значи тоа било многу јака сила. Значи не е ова за обично момче Да. кое што не е истренира. А што ќе се случише ако наспроти себе овој што го удри имаше некој момче кој што воопшто не тренира, не е во тренинг процес. Ова е јак човек. Значи овој што паѓа на земја како покосен е јак човек. Ова не се работи за обичен граѓанин. Значи ова е прволигашки играч. Да. Силен во кондиција, физичка кондиција, сите имаат и теретани и така натаму. Значи не е ова така лесно да бутнеш ти вака силен маж. Што значи дека тој првиот удар беше страотен, али потоа оној што го удри со нога, мислам дека тоа го докречи. И кога Може ли само да се вмеша малце? Ја да развив полемики на Facebook преку Facebook статус. Што правиме во ситуација ако се докаже дека може би било некакво сексуално вознемирување кон девојката? Што сака Ама какво сака нека биде, не е оправдување за одземање на живот. Во ред. Они не се суди да судат ако имало сексуално така е, вознемирување. Ќе се така е. викне полиција, ќе се преземе мерки и така натаму. Не смеат ли да го убијат човекот? Така е, но според сите правни квалификации, ова би биле тешки телесни повреди со смртни последици. Не. Свирепо убиство не може да биде ако човекот е вон сознание. Еве тоа го читав во моментов од авторите Камповски. Вака како да те објаснам. Свирепо убиство подразбира убиство на ваков начин. Значи тот е убиен на лице место, не е убиен како последица на повреди. Не, он е однесен и реанимиран во болница. Значи не може. Што значи реанимација? Реанимација надвор од живот нема знаци на живот. Нема знаци на Чим живот. нема знаци на живот, тоа се вика убиство. Но е А реанимиран. реанимација е обид да се врати во живот. Значи, како да ти кажам, свиреп убиство, многу добро знам што значи квалификација. Свиреп убиство. Не, Многу добро знам што значи во никој случај, со смртни последици. во никој Во случај ниеден не случај нема оправдување да убиеш човек, па и да му нанесеш тешки телесни повреди, Добро. заради тоа што не знам, му ја фатил женската за гз. Значи, не постои оправдување за убивање на човек. Никој не Вака. Никој може ли Вака само да да се кажам. докажа? Кажам Никој не оправдува убиство. Значи тоа е Не, ама ја намалуваш квалификацијата во јавност. квалификацијата Треба во да биде јавност. максимална. Квалификацијата во јавноста не може да суди. Суди судот. А тоа што јавноста прави притисок врз судот да се донесе ваква или онаква кривична пресуда, не значи дека јавноста подобро знае од судот каква пресуда ќе се донесе. Една работа околу јавноста и околу судот. Ајде. Судот суди во име на граѓаните. Вака сега ти објаснам една работа. Кога еден обвинител превзема било какви истражни действија, тоа е еден обвинител. Кога судијата постапува во постапка, е еден судија сам. Кога ти и го ограничуваш правото на јавноста како новинар да коментира какво треба да биде делото, квалификацијата на делото, ти практично ускратуваш и на обвинителот и на судот да слушне различни мислења од експертската јавност, меѓу која што адвокати, обвинители и други судии, па и граѓани кои што се занимаваат со право, а и обични граѓани да кажат што мислат, каква треба да биде правната квалификација. Значи, јавноста мора да биде вклучена во секој кривично правен процес. Затоа постои и можност јавноста да биде присутна на сите судски рочишта. За да одлуката биде што поправична и по-фер. Не може судијата самиот да или обвинителот без консултација со јавноста да носи сопствени квалификации. Јавноста може да биде само од помош. И не можеш ти да ја исклучиш јавноста. Јавноста треба да влие врз Апсолутно да. обвинението кое што го покренува обвинителот, квалификацијата и врз пресудата што ја носи судот. Да, затоа што судот носи пресуда во име на граѓаните. Добро. И апсолутно да. Александар, ова е срам за Македонија.
да дојде граѓанин од друга држава до тебе и да не би вака свири па да биде убиен. Ова е срам еднаков на оној што го направија хрватските граѓани кон Сашко Гешовски. Да. Првата жртва на Југословенската војна. Скавате на момче што го задавија на БТР-от во Сплит. Да. Значи, нека му е лесна земја. Ова е срам еднаков на оној што го направија хрватите кон Сашко Гешовски. Ова македонската влада треба се изрени на целиот хрватски народ. Ова не смееме да го дозволиме странци што доаѓаат во Македонија да ги враќаме во ковчези назад. Сторителите треба да бидат најстрого казнети. Апсолутно. Ќе повторам, оние кукавици од Охрид, 20 души што тепа еден човек и што го усмртија, како продавме таму. Затоа Милош е потребна јавност. Кога судот носи одлука во име на Удавивме мене, 13 бугари, да. туристи. Каква е таа неодговорност? Па затоа ќе кремираме 14 луѓе во Тетово. Пак неодговорност, немаме гајле. Кој е безбеден во оваа држава? Отиде во болница, ќе те кремираат. Качи се на брод, ќе те удават. Качи се во автобус. Влези од диско, ќе те утепаат. Чекај автобус, ќе те убијат. Шо сме ние? Срамота ова. Ова е недозволиво. И сега кога зборуваме за криминал, зборам од најнизок Ај ранг. тие насилници малку да се скрасат. Кога зборуваме за криминал од најнизок ранг, за кој што имаше неуспешен обид да биде сокриен во случајот со Тот, гледам некои новинари кои што си го покажуваат, си ја покажуваат својата личност, кредибилитет, интегритет, да бранат нешто што е неодбранливо, а тоа е обидот да се прикрие овој настан. Тоа се провладини медиуми или? Пошто не знам. Нема да квалификувам какви се, си Ама знае битно е, новинарот кој е. ако се провладини, тоа значи владата е вмешана во таа работа. Некои структури од власта се вмешани. Да, сигурно. Ако ги бранат провлади медиуми и овој потес ако се брани. Да, овој потек го брани конкретно Мери Јордановска. Така да ви е јасно за кого станува збор. Не сакав да ја спомнам, но ќе ја спомнам. Тоа е рушење на собствениот интегритет и кредибилитет и мислам дека не требаше да толку жестоко да застанува во одбрана на ваква ситуација. И сега кога сме во состојба кога обичниот криминал, секојдневниот криминал на улица го поразува системот на репресија на државата, полицијата е немоќна во очи на обичните криминалци, што правиме со високиот криминал? Еве, денес имаме ситуација какво што објавивме онаа со Петре Шилегов. Петре Шилегов си ја продал градска куќа за 5 милиони евра помалку од инвестицијската вредност за изградба на градска куќа. Објект 12.597 метри квадратни, продаден по 1000 евра, 1008 евра по метар квадратен. Клучна рака, целосно опремен. На атрактивна локација. Има одлука на Совет. Добро, има одлука на Совет. Тоа значи дека советниците треба да преземат одговорност. Има проценка на проценител. Да. И сега. Проценителот вели во самата проценка, во извештајот за проценка, добив устна наредба за тоа колкава е вредноста на објектот што го проценува. Според нарачателот, вредноста на имотот што се проценува е 785 милиони денари. Проценката на проценителот е 785 милиони денари, 30.490. А проценителот кај полагал за проценител? Не знам, ама има лиценца. И проценката е нарачана... Како лиценца, како тоа му кажеме, колку треба да... Да, и проценката е направена за еден ден. Прво тој треба да го јаде стапот. Како може ми кажа толку да го проценам? Нарачателот му кажал толку. Тоа е Петре Шилегов. Извинете, ја ќе ви дадам пример. Општина Карпош треба да рушиме една гаража во Влае. Гаражата е од бетонска цигла, од озгора салонитни табли. Значи катастрофа. Знаете колку ни ја проценија? Колку? 16 квадрати гаража. Колку? 9.000 евра. Се јавив кај проценителот. Реков, ова јавно ќе го опинам, ќе го објавам. Дечкото ме замоли, вика, сакам да се видам со вас. Началник ми рекоа, јас сум потполно свесен
таа сума е преголема, меѓутоа, еве ги стандардите, еве уредбата по која што работиме, ниту можам повеќе, ниту можам помалку. Како овде проценител можел да процени нешто помалку, не знам, значи, еве точно кажува, и ја не се слагам со оваа сума, ама уредбата вака вика и ја по тоа не можам. Немој да ме правите и мене виновен. И јас исто мислам дека таа би требало да биде пониска вредноста, ама што да правам? Вака кажуваат книгите. Така да како таму е така направено, не знам. Значи тој напишал Јас не сума. верувам, јас искрен да бидам, не верувам, знаејќи дека Петар Шилегов е адвокат, правник, дека ќе направи таков правен превид. Да, ама и доволно арогантен и доволно дрзок да мисли дека тоа никој нема да го види и да го прочепта. Не може да смета дека никој нема да го види. Јас Дрскоста е во тоа што тој му нарачува на проценителот колкава сума да стави во проценката. ја не верувам. Тоа го таа става. Ја не верувам. таа Ама самиот проценител извештајот е потпишан од службите на град Скопје и прифатен како таков. И во тој извештај пишува дека добил нарачка од нарачателот да напише дека верноста на имотот е 785 милиони. А ако добил нарачка да биде Ама ирелевантно е, тоа е земено. €1 ќе го пишел дека е €1. Веројатно ќе го пишал и ирелевантно е. Ирелевантно е. Градоначалникот тоа го прифатил. Имал можност да нарача уште една. Извини, ама тој проценка. не е негов службеник, тој не е негов службеник. Да, но е платен со пари на граѓаните. И не може да изврши влијание Шилегов врз него, бидејќи не е негов службеник. Тој одговара пред законите на Македонија и јас тоа не го оправдувам со што го направи. Добро. Дали Петре Шилегов, ако имал сомнеш дека проценката е нереална, требало да потпише одлука за продавање? Ако имал сомнеш дека и проценката не е добра. По мене Крајната одговорност требал да се откаже од продажбата. Требал да се откаже. Договорот за купопродажба, на договорот за купопродажба не е потпишан ниту проценителот, ниту Во секој советниците. случај морам да се Потпишан е оградам, Петре не ги Шилегов. знам сите факти, не верувам дека Шилегов како адвокат ќе направи така. Да, но против него има веќе кривична пријава. Да видиме. Не можам да разберам адвокат да направи таков превид. Да, објавени се документите и се јавно достапни. Во текстот може да се види целата постапка како се движела и како тоа изгледало и со кои одлуки веројатно мислел дека ќе се покрие. Во целата ситуација ги ставил во незгодна, непријатна позиција и советниците од СДСМ и коалицијата кои што практично гласале за одлука за продажба на градска куќа по цена која што е определена од проценителот. Кој што пак проценител добил нарачка, колкава да биде цената. Куќата... Ве гледам дека цело време алудирате дека проценителот добил нарачка. Ама не алудирам, јас самиот проценител пишува. Веројатно бил полнолетен проценителот. Да, тој е проценител Бранко Чурлинов, собственик, управител на фирмата АБЦ Бразер и лиценца за... Значи не верувам дека бил малолетно дете, значи не бил малолетно дете. Претпоставувам дека... Ама вака. Петре Шилегов пред него ги имал документите од договорите и изјазнаел инвестиционата вредност на градска куќа, која што чинела 20 милиона евра, ако на тоа се додаде... Ама, видите, законите се такви, вие мора да направите проценка без разлика колку знаете, колку е. Да, има иста таква аналогна проценка на оваа од 785 милиони, аналогна проценка има на истата зграда, истото архитектонско решение, но помала, за половина помала, Министерство за политички систем. Е истата зграда, идентична како оваа, како на градската куќа. Истата фирма ја гради, истите материјали се употребени, Биро за судски вештачења прави проценка на таа зграда од 2700 евра по квадратен метар клучна рака. За истата зграда. Значи, тоа сакам да го добавам. Веројатно Петре Шилегов ќе затоа што Јас повторно ќе кажам. Петре Шилегов инаку не ни се јавува на телефона, ако се јави има можност да си ја каже неговата страна на приказната. Имам резерва, имајќи предвид дека се работи за адвокат. Не верувам така лесно да влегол грло му јагоде. Па не, за него ќе докажано и дека плочките што ги извадил од площад ги значи однел тој бил така. полнолетен, така да нарачки нити смеел, нити можел да прифаќа. Да, ама не смел ни градоначалникот да нарачува нарачки. Ќе видиме што ќе каже натаму истрагата, ако има. Има, да. Од таа тема гледам дека
дека немаме доволно веројатно го немаш прочитано текстот целосно. Не, или го прочитав вашиот текст, меѓутоа повторно ќе кажам, не можам да сватам ако нешто чини 21 милиона, а вие го продаете за 14. За 12. За 12 тоа е огромна разлика. Тоа е огромна разлика. Јас кој би бил, ја би се откажал од продажбата. Сега, дури и да сум комплетно законски покриен, јас ви кажувам, значи за таа не знам, и сам си ја чукам главата што да правам. 9000 евра да дадам за гаража која не вреди ни 100 евра. 100 евра. Легализирана е гаражата и така натаму. Следна тема околу криминалот ќе се задржиме апсењето на Мухамед Зекири и обвинителниот акт против него, во кој што обвинителството тврди дека тој го штетил буџетот на државата за 900.000 евра во спогодба во 4 очи. Прво ќе кажам Со двајца хрватски државјани. дека прво ми е жал што вакви нешта се случуваат кај највисоки владени функционери. Иако, например, Мухамед Закири беше многу злобен, кога нас не апсеа, тој нашите слики ги ликуваше и ги објавуваше. Мене не ми е драго што ова се случува, колку што слушам, имало одлука на влада и Советот за јавни набавки дал согласност за склучување договор во 4 очи. Дали е тоа точно или не е, не знам. Веројатно, до тука можеби не е спорно таа работа, меѓутоа каде завршувале потоа парите, предпоставам тука е проблемот. Па, Русковска самата кажа, шефицата на организиран криминал, самата кажа дека знаат точно каде завршиле парите и тоа е причина практично за овој обвинителен акт. Знаете што, обвинителството многу е предпазливо во давање на такви изјави, да каже знаеме или трагаме по парите, друго да се каже. Ако обвинителството ќе каже знаеме каде се парите, тоа е веќе, значи они имаат сигурни докази. Добро, може ли да не знаат еве Заев, Лјупче Николовски, Битики? Ако е донесена одлука на влада, не само што е знаел премиерот, кој бил председател на комисија за таа одлука на влада на економски систем, председателот на комисијата за економски систем мора да пројде пред да дојде како точка на дневен ред. Значи таа била точка на дневен ред на влада. Значи и комисија гледа, комисија за финансирање и буџет. Министерот за финансии исто треба да даде согласност. Таа точка има ли финансски импликации, нема ли? И ако има, дали за тоа се обезбедени средства? Значи, гледале, предпоставам дека Министерството за финансии исто така има гледано. Значи, повеќе структури во владата е гледано. Значи, се оградувам. Ако стварно имало одлука на влада, значи, Комисија за финансирање и буџет, Комисија за економски систем ја има гледано, Генерален секретаријат на влада ја има гледано одлуката, 100%. Значи, повеќе структури се инволвирани во целата работа и можеби до тука одлуката не е спорна, али настанува проблемот, ако е така како што јас имам информации, дали тој договор навистина толку чини и ако тие пари се враќани назад или некој земал како што е господинот Зекири. Зошто не се? Мене ми е спорно тоа што во цела оваа ситуација обвинете Мухамед Зекири, не видов други лица кои што би биле вклучени во овој обвинителен акт. Нели еве сега дискутираме, морал да знае премиерот, морале да знаат членовите на влада. Пак повторувам, носење ако е донесена одлука на влада и ако Совет за јавни набавки дал дозвола да се склучи договор во 4 очи, директна спогодба, без јавен повик и така натаму, значи до тука одлуката не е спорна. Спорно е натаму префрлањето на пари, вадењето на пари, евентуално давање, кој ги земал парите, тука е проблемот, веројатно. Но повторно се оградувам дали моите информации се точни или не, дека имало одлука на влада и согласност од Совет за јавни набавки. Веројатно треба да си го прашате Советот за јавни набавки дали дал согласност за овој договор. И може би треба да проверите
Значи, се е тоа објавено во службен гласник. Дали таква одлука постои во службен гласник за таа јавна набавка? Предлагам да направиме тука кратка пауза пред да продолжиме со другите теми. Во меѓувреме сакам еве да отстапиме простор за да испромовираме новата песна на Next Time, Кога падна на Пирина, со нивниот нов видеозапис кој што беше денес промовиран во Кино Милениум. Иван, може да го пуштиш.
на Next Time, а морам да признавам и на Јакимовски, кој што имаше 5 минути, вашите 5 минути да. тука во студиото, додека одеше песната, ја испеа цело од почеток до крај. Секогаш за Next Time, ако некој се Да, и јас сомневаше се дека придружувам кон честитките. Next time е профи. Нема профи, промашок. ако некој се сумњаше дека ќе направат уште една добра песна, добар И не, видеозапис, значи не можеш да очекуваш полошо од ова. Мислам, не може да биде, како да кажам, ни подобро, ни полошо од ова. За нив тие се еден стандард, како да кажам, као кој ќе земеш BMW или Mercedes или Audi, нема се знае дека да, тоа е стандард. Тоа е стандард. Сите стремат кон тој стандард. секоја чест честитки. Да, браво, Многу браво и за убава песната, и за аранжманот на песната, и за аранжманот. видеозаписот на песната. Искрено Одлично. многу ја сакам оваа песна. Ето, сега имаш нова верзија која што можеш да Да. се пушташ у колана најако. Продолжуваме со темите. Извештај на State Department за Република Македонија, закани код новинари, детектирано високо ниво на корупција, слабо правосудство. Па добро се, тоа детектирано високо ниво на корупција, тоа стално они ни го пишуваат. Ама тоа е проблем. Они стално ни го пишуваат и стално не можеме ни да излеземе од тоа да еднаш да не ни го напишат така, да напишат помало ниво на корупција. А види, на многу нивоа сме го видели нивното правосудство како е. Дека па тоа е толку нешто. Па искрено, ако вака збориме, нивното правосудство е драстично подобро од нашето, во смисла на тоа, ќе земам за пример Сакате да кажете случајот 27 и случајот Капитол Хил. Да, и Нашето правосудство ги осуди луѓето кои што протестираа и за еден шамар и влечење за коса на Радмила Шекеринска на 2 века робија, а за убиство кое што се случи во Капитол Хил, за таков организиран напад, добија 6 месеци и 1 година. Толку. па, а што ви рекол? Затоа што тоа е, како да кажам, Мислите дека убиство треба со 6 месеца да се казни? не, ама убиството не беше резултат. Дури во небрижност да е. Убиството не беше резултат на напад. И јас го интерпретирав лошо. Жена умре од инфаркт, од премногу гужва. Значи немаше убиство, пукал некој во некој. Али како последица на Последица на тоа, да. на стампедото кој го организира. Да. Значи тој што го организира мора да биде Да, одговорен. но таму се сваќа правото на демократија, правото на протест и изразување на незадоволство Александар, на највисоко ниво, па дури да е и влез во Капитол Хил. Она што го видовме во Хаг, на судењата во Хаг, Добро, хак е друго. не можам, жал ми е што морам да кажам, меѓутоа не можам да кажам дека баш се и нивните судови репер. Ама хак е Нам ни треба правда, особено на овој народ му треба правда, нити ми треба судовите да бидат како во Англија, нити во Америка, нити не знам каде, нас ни требат македонските судови да бидат така како што треба. Нити да судат невини, нити да ослободуваат виновни. Ништо повеќе тоа. Казните треба да бидат одмерени согласно тежината на стореното дело. Граѓаните мора да правда и кој ќе ослободиш некого ако нема докази за сторено кривично дело, ако се утврди не е сторил. Не е правда само да судиш. Затоа викам дека толку се е кај на црно, а кај ни все бело, не можам тоа да го прифатам. не. Јас не можам да го прифатам, може би некој може. Никој не вели дека таму е бело, кај нас е црно, но кај нас е факт дека ние имаме 8% доверба во судовите. И да тврдиме дека секај нас има корупција, ма кај нив истич нема, и тоа не можам да го тврдам. Ама не ги споредуваме сега нив, например. Не сакам да ги споредувам. Сега ние зборуваме за македонските судови кои што имаат 8% доверба. Веројатно за тоа сами се виновни. Веројатно корупцијата е највиновна. Не знам дали корупцијата е. Ама корупција е и кога судија ќе тргува со влијанието. И тоа е корупција, и тоа е форма на корупција. И кога судијата ќе му кажат осуди го тој таа, ќе те ставиме во апелација. И кога на обвинителот ќе му кажат подигни обвинителен акт, ќе те ставиме во вишо. И тоа е форма на корупција. И тоа се најчести случаи на корупција. Корупција е и кога ќе каже ако не го осудиш ќе ти збркаме од работа или ќе те намалиме. Александар, јас имам една друга теза. Покрај стручноста кога се бира судија обвинител, веројатно најбитна компонента или најбитен услов треба да биде карактерот.
и Имаат, домашното во академија воспитување. имаат тестирање за карактер и интегритет. Ако е тој цврст карактер, крај. Тито од гроб да стане влијание не може да изврши. Значи, ако збориме за цврст карактер, по мене, значи, најсилната компонента треба да биде карактерот. Стручноста се учи. Се учи. Ама не верувам. Нема нешто што се. Карактер тешко се прави. Го имаш или го немаш? Храброст ја имаш или го немаш? Не се тренира храброст. Ама ние имаме 650 суди, имаме околу 300 обвинители и не може у 1000 луѓе ниту еден да е без карактер. Има, да, честни исклучоци, но никогаш не биле во допир со... Не може да кажеме дека. Да, но никогаш, предпоставам, не биле во допир со вакви случаи, од високо профилирани случаи. Јас не верувам дека во вакви услови и во ваков амбиент, како што владее во правосудството во Македонија, каде што политиката го има крајниот збор, не верувам дека било кој, каков и да е карактер, може да остане чист во карактерот до крај. Овој Не систем знам на зашто го водиме правосудство муабетот натаму. абсорбира и ги метастазира и здравите клетки. Може повторно да кажам, Може. мене не ми интересираат критиките од State Департментот. Мене ми е битно што овој народ мисли за нашето судство. 8%. 8% за. А баш ме брига што мисли State Департментот. Нека Па нашиот Јас имам народ мислење има за нивното побрутална судство оценка. исто. Дали ме разбирате? Да, нашиот Мене народ, загрижува што нашиот народ мисли. А што State Департментот? да, нашиот народ има побрутална оценка од State Department. Оти последиците не ги трпат граѓаните на Америка, ги трпат граѓаните на Македонија. Така Добро, да, како ќе ја решиме таа ситуација? Какво е решението за излез од овој систем на апсолутна корумпираност? Епа, Александар, јас кога бев министер, ти си бил, тогаш можеби со оваа работа не си се бавил. Не, джамли да. Имав, да, може си играл джамли. Значи, во 2004 година дадов една изјава да умре во четвртокот, нема да знаев дека Македонија е толку правна држава, ме качи ја на криво магаре. Тоаш беше председател на апелација Ленче Софромијевска и таа даваше изјави на друго. И после тоа, токму овој State Департментот даде критика на судовите во Македонија. Значи, таа е приказна која што ја влечеме од 2000 година намо, а да извинат реформите ги правиме според нивните сугестии. И како тоа се изреформираме, а све полоши и полоши сме. Ако јас се прашувам, Македонија е парламентарна држава, изборот на суди и обвинители треба да се врати во парламент. Ова е парламентарна демократија, парламентот мора да контролира све. Точка. Јас сум да ставам од напалчо, например. Според мене, во парламентарна демократија или во демократија кон која што стремиме апсолутна, би требало изборот на суди и јавни обвинители да биде на непосредни избори. Со гласање. Па тогаш граѓаните нека одлучат кој ќе биде изгласан, кој не и ќе имаат Па апсолутна. не може да биде, може да биде на главниот обвинител, ама на сите суди и А обвинители зашто да не може да на биде. сите суди? Подрачно оделение на обвинителство Куманово, на суд Куманово, зашто да не гласат Па тој ќе ги ослободува сите, тој ќе го бираат. Ама и тој што ќе ги брани сите ќе го бираат. Ако Тој ги што брани ќе ги граѓаните од убиства и од тепања и од ќе биде изгласан. Ја мислам дека стручноста, квалитетот на пресудите треба да бидат Имам јас една квалитетот на обвиненијата, се до тоа треба да бидат за жал јас имам после мое долго раководење како на фирми, така на институции, имам едно искуство кое што ми е отприлика 3 годишно. Сметам дека очекувам дека правдата ќе биде задоволена, ќе излезе на виделина. Мислам дека имаме многу случаи со кои што ниту обвинителството, нити судот, нити поротниците, ниту пак да ги окупираме судниците за предмети кои што воопшто не би требале да бидат предмет на гонење. Имаме ситуации кога очигледно дека се претерува, а имаме ситуации кога за жал многу битни работи, како што претходно ги зборевме, некако многу по-лесно тие поминуваат. И затоа јас повторно ќе кажам, не сум загрижен за тоа што кажува State Департментот, загрижен сум што зборува народот. А народот зборува и врз основа на тоа, ако имал преднело во суд и го загубил, а очекувал дека ќе има, или страшно е
Кога ќе слушнете адвокат, искусен, со 30 годишно искуство, да ви каже, до пред 10 години, јас во 97% случаеви, кои ќе го видам предметот, јас знам како ќе биде исходот. Денеска во 97% случаеви ја не знам како ќе биде исходот. Тоа е страшно нешто. Сепак и во правото се 2 и 2 4. Крив си, не си крив, докази има, нема и така натаму. Значи, прогнозите може да бидат од прилика. Тоа е поразително. Граѓаните, чувството на граѓаните. Не е ова да збориме само за кривичните пријави, организиран криминал. Тука спаѓаат проблемите на граѓаните пред управните судови. Уставниот суд. Граѓанинот во однос на државата се гледа во управните постапки. Еве ќе го земеме управниот суд. Ќе го земеме управниот суд на пример за ќе го земеме на пример управниот суд за пример. Како се водат таму постапки. Судија во управен суд е сопругата на обвинителот Арта Најр. Добро. Елеонора Ајр. Добро. За да бидеш судија во управен суд, треба да имаш завршено Академија за судија абни обвинители. Добро. Таа ја нема завршено, тоест има обука од 1 година, и обуката трае 2 инаку. Има завршена обука од 1 година, е прекинува на половина, се вработува во управен суд, се откажува значи од обуката, а кога ќе се откажеш од обуката, треба во таа ситуација законски сте обврзан да си ги надоместите трошоците за обуката од таа цела година. Трошковите се околу 180-200.000 евра. До овој ден, да, Маме 200.000 евра, Да, да, како да. свемирски бродови да возат, да, обвинителите суди. 180 до 200.000 евра чини Како за година пилоти обука. да се обучуваат. Чини година обука, да. До овој момент, сопругата на Арта Најро е судија во управен суд и ги нема надоместено тие трошоци. На академијата. Истовремено, за да стане судија во управен суд, се менува законот за назначување на судии во управен суд во тој период кога таа треба да биде вработена. Па се прифаќа судија во управен суд да биде и личност која нема завршена академија. И потоа се враќа на старо. За да бидеш судија во управен треба да имаш 2 години академија. Сега за каков судија правиме мовет? За каков судија правиме мовет? Истиот судија суди за 100 кебапчиња 5 години затвор и за убиство условна казна. И сега за каков фер однос или не корупција правиме мовет. Затоа прашувам каков ќе биде исходот и решението за ваква ситуација. Моја теза е дека многу скоро ние ќе го гледаме сценариото кој што го гледавме во Бугарија. Во Софија пред 20 години. Кога ги убиваат луѓето по улица. Судии, обвинители, мафијаши, бизнисмени, политичари, корумпирани. Решението, јас сметам Значи, јас кога кажав за судот, зборувам и за управниот суд. Па еве јас зборувам за управниот. Најголемите проблеми граѓанинот во однос на државата е во управните постапки, управните судови. Таму кој ќе онаправдаш граѓанин, се работи за имотни права. Значи, не збориме само за кривичниот суд, збориме за граѓанските парници, значи граѓанскиот суд. Се е тоа дел од овој правосуден. Еве кажи ми вака, каков обвинител е Арта Најро, го земавме Арта Најро на зуб, ќе го дозбораме. Ти го зема, ја не. Јас го земам. Каков обвинител е Арта Најро, кога како човек кој што треба да го брани правото и да ги гони оние што го прекршиле правото, не го гони собствениот татко, например. Не сум сигурен дали е жив или починат, но обврските се префрлаат и на децата. Например, неговиот татко има легализирано и приватизирано плажа во Струга, за која што немал право да ја легализира. Например, 50 метри од езерото брегот е во јавен интерес и тој не може да биде приватизиран. Во постапка пред Врховен суд го губи спорот, правосилна пресуда и не му е дозволено да, како се вика, да го приватизира таа плажа, тоа земјиште. Добро. За 2 години подоцна, на веќе пресуден предмет да се отвори нов предмет и Врховен суд повторно да одлучува по веќе пресуден предмет и да му го ја одобри приватизацијата. Знае основен принцип. Што е во крив? Ма што е крив Арта Најро? Сега ќе ви кажам. Основен принцип во македонското правосудство е дека за веќе пресудена работа нема можност за нова постапка. Веројатно имале нови докази. Немале нови докази. Не знам. Ама ја не гледам што е вината на Арта Најро. Што е вината на Арта Најро?
Арта Најро е вмешан во фалсификување на подпис на судија од управен суд. И за тоа има Јас сум истрага. градом и не можам тука ништо да кажам. Да, јас ќе ги објавам овие работи вака подетално во Вие текст. новинарите може би имате повеќе информации, сега ниту сум квалификуван, ниту можам такви работи да зборувам, Не, не. но ова до сега што го зборуваме, ја не гледам вина на обвинител Тајта Најро. Еве јас ви кажав каде е вината. И сега тој треба човек да го штити правото од луѓе што го прекршуваат правото. А тој самиот го прекрши. Тоа ми е прашањето, како ќе се решиме од вакви ситуации, од вакви кадровски политики, од ваков кадар во правосудство, од ваква корупција. Па нели имаме совет на суди и обвинители? Назначен од политички партии. Сега... Ама пак ќе кажам, тоа го направивме по сугестија на тие што сега викаат дека не ни било добро судството. Ема нели на тренинзи ги носите кај вас таму, нели го, како што кажавте, вие така правиме. И сега пак нешто не чини. Вашето не чини. Добро, ама ќе го оставиме на страна извештајот на Стет Департмент и ќе го зборуваме рейтингот кој што граѓаните го имаат за Тоа е загрижувачко. 8%. Пак ќе кажам, не збориме само за кривичниот, тука и граѓанскиот и управниот суд, судот за прекршоци. Че збориме за се. Вие гледате за собракајки, луѓето како реагираат, што се случува со смртни последици. Значи збориме за целиот систем. Вечерва, инаку, од директорот на финансовата полиција Арафат Муареби, тоа е според наши информации, но од релевантни извори, од страна на премиерот Драган Ковачевски било побарано директорот Арафат Муареби да си поднесе неотповиклива оставка веднаш, а ако не ја поднесе ќе биде разрешен. Тоа се неофицијални информации на Инфомакс. Причината претпоставувам дека е последниот скандал со или индици за скандал во случајот Труст, каде што беше осуден Сеат Кочан и Трансмет, но не беше овозможена конфискација на имотот, каква што судот требаше да донесе, во смисла на тоа дека судот прифати, односно донесе одлука за конфискација, но претходно, според информациите на Инфомакс, Арта Најро, Гаврил Бубевски и Арафат Муареби му возможиле на Сеат Кочан имотот кој што бил на негово име, кој што требал да биде конфискуван, да биде префрлен на друга фирма, фирма која што потоа го продала тој имот на друг бизнисмен, кој што се стекнал меѓу другото и со 2 плаца на водно, кои што биле во масата имот на Трансмет, конфискуван имот во вредност од 17 милиони евра, кој што бил префрлен на фирмата на телевизијата ТВ Нова, но тој конфискуван имот е конфискуван обременет со 17 милиона евра долгови. Што значи дека конфискуваната вредност од страна на судот е 0 денари. Конфискувале имот 17 милиона, обременет со 17 милиона долгови. Значи тие долгови треба да ги врати сега државата или агенцијата за управување со одземен имот. Претпоставам дека ова е причината зашто Арафат Муареми се бара од него да поднесе оставка и претпоставам дека барем според она што досега објавено би требало да биде приклучен кон, ако не и веќе приклучен кон кривичната пријава од државниот правобранител во врска точно со овој случај. Не знам дали ви се вистински информациите. Па, као и секојаш, 99,8% точни се. Затоа што и кај господинот Бубевски, кој е главен скопски обвинител, и кај господин Тајро, и кај Муареми се работи за високостручни лица. Во моментов има информација, односно излезе со став Државното правобранителство, кој што вели дека има цврсти докази против обвинителите Ајро и Бубевски. Во изјавата се вели дека според правобранителството тие не поднеле навремено барање за замрзнување на имот на неговата компанија, се мисли на Сеат Кочан Трансмет, вреден се 17,2 милиони евра, а Кочан тоа го искористил, па си го префрлил имотот на друга фирма токму на денот кога СЕО побарало замрзнување. Да, зашто тази фирма има 17 милиона дугови. И се они превземаат имот 17 милиони кој што има 17 милиони долгови. Практично нула добива државата од таа конфискација. Допрочитај го.
Дадената заедничка изјава представува личен став на пријавените лица како обвинители, а не став на јавното обвинителство кое допрва треба да постапува по поднесената кривична пријава. Наводите на обвинителите дека во предметот труст ги презеле сите мерки и активности во нивна надлежност, при што задача на обвинителството било да ја лоцира имотната корист да побара од судот нејзино замрзнување и на крајот на судската постапка да предложи нејзина конфискација, се зборови без конкретни докази. Што точно лоцирале, на кој имот предложиле замрзнување и на кој имот е мерката конфискација. Имот кој не е на трансмет. Имот кој истовремено е предмет на времена мерка и кој е предмет на гаранција. Значи, покрај тоа што имале законска обврска да го замрзнат имотот, веќе имало на имотот времена мерка и истиот бил користен како гаранција. Значи се ова наведува на голема коруптивна сделка. Правобранителство исклучително стручни лица се во правобранителството. Да. Овие три лица кои што се најдобиваат исклучително стручни лица. Арафат Како ќе биде? Не би рекол дека е исклучително стручен лик. Правник е по професија. Особено не по она негова несрекна дружба со Боки 13 во периодот кога Боки 13 го правеше рекетот. Многу се дружеа се Боки. Да, Тоа многу. ако е единствена мана со Боки. Па не е единствена мана таа, но околу таа ситуација беше иземен од било каква јавна критика токму Арафат Муареми. И од било каква истрага, иако беше споменуван во неколку наврати во речиси сите искази на оштетените. Многу луѓе се дружеа со Боки. Таа се дружеа. И поголемиот дел добија затворска казна. Па кои се тие? Па добија. Та не добија поголемиот дел. Инаку Боки Добро сега, да, знам на кого алудираш, да, не. душно работеше 2017 во кампањата против мене и ја финансираше кампањата на мојот против кандидат Богоев. Или има индици, ајде еве дека е финансирање. Боки е Карпошово дете. Не ми е драго тоа што му се случи. Знаете, кој ќе се откорнат работите од контрола, мислам дека случајот Боки, аферата Рекет, целото тоа лудило беше состојба на револуцијата, на шарената револуција. Знаеш, после револуцијата настанува хаос во државата. Ова се случуваше во времето на хаосот. 2016, односно 2017, 18, значи ето, со СЕО видовте што се случи и така натаму. Значи, тоа е револуцијата. И револуцијата си ги изеде своите деца. Ево, вие се последните деца на револуцијата. И Боки е дел од револуцијата. Така е. Ова И СЕО е дел од револуцијата. Страшно е тоа што во цела оваа ситуација, овие три лика кои што ги спомнавме сега, Артан Аеро, Арафат Муареми и Гаврил Бубевски, во една ситуација актуелна, нема да спомнам за кој случај, но неодамна беше објавен обвинителниот акт и едно лице е во притвор за тој случај. Постои информација дека токму овој човек кој што сега е во притвор барал, односно било од него побарано да изгради со негови средства викендица во Маврово за еден од овие тројца. Тоа е кажано пред обвинител. Како против услуга, од еден од овие тројца му било ветено дека ако ја направи таа работа ќе биде заштитен од прогон од страна на Вилма Русковска. Тоа е еден вака многу сличен случај со Рекет, Боки и Катица. Александар, вие ќе земе да правите викендица. Вие која правите викендицата, вие мора да имате влез на пари и излез на пари. Вие кога тогаш некој орган, поготово вие ако сте државен службеник, ако сте функционер или ако сте судија или обвинител, значи еден ден може некој да ве праша, кажете ни вашите приходи, кажете ни ги
вашите расходи, како сте го градиле тоа објекти така натаму. Дека така наивно ќе влезе некој кој што се бави во органи Не, на не е прогон, ја наивно. не верувам. Не е воопшто наивно. не верувам. Не е воопшто наивно така влезено во ситуацијата, добро е организирана ситуацијата и за се постојат соодветни докази. Предпоставувам дека обвинителството ќе тактизира околу оваа тема, но ние ќе објавиме. Ќе бидат јавно достапни доказите, па нека цени и обвинителството. По дали мене ќе сето постапи тоа или не. беше можно некаде докај ваквите работи, докај 2000-та година, па и докај 2002-та, евентуално трета, уште не беше искристализиран закон за јавни набавки, овие антикорупцијски комисии, закон за антикорупција, Да, значи се промени. Вака, на пример, Овластувањата на управата за јавни приходи се промени, се формира финансова полиција, имате финансиско разузнавање, дури тој дел го има и државна безбедност, јавна безбедност, организиран криминал во МВР и така лесно некој што работи во оваа работа да некој му изгради него куќа, да, ма ние не можеме, тоест ние знаеме на црни очи. Па никој нема да го праша еден од овие тројца дали е Ако е така правено, па правено е. На пример што јас ставам резерва на таа работа. Па пример е вака, ќе земеме еден хипотетички пример. Ако Филип кој што е позади камерава е обвинетиот, јас сум обвинителот или директорот, му кажам да ми направи викендица на Маврово, сигурно нема да му кажам да ми направи на мене викендица на моје име. Туку ќе му направи на име на Милоша, ќе се ја располагам јас. Практично тоа беше и случајот со Плацеви наводно. Значи, сакам да кажам дека Сега вие ќе одите ли во таа викендица? Иде. Тој иначе име Мечка сакам викендица, ако веќе преиш сакам, може на Маврово, Ако се со така поглед приказни. преку Па Незера. не се приказни, имаме случај кој што е во процедура пред изрекување на судска пресуда, ист ваков случај. Добро, збориш за Плацеви. Плацеви, да. За се има докази и за се има Ајде, постапка. ќе видиме времето што ќе каже. Не знам што ќе каже. Не, ова беше се искористи. Премногу аматерски ми е ова за Премногу аматерски беше катица да бара тросет. Кога зборуваме за овие осудите од Стејт департментот, не знам, Груевски, Мијалков, зашо и катица не ја стават на црна листа? Зашто она е од црна по црна? По корупција здравје. Па мислам И дека овие се осудени на казна затвор и катица е осудена на казна затвор. Што не ја стават катица? Нивниот пулен на црна листа? Па мислам дека тоа би било привилегија за катица Анева во оваа ситуација да биде ставено на црна листа на суперсилото. Тоа е Она на тоа е најцрната привилегија. листа треба да. Да. Се согласувам и мислам дека во оваа ситуација како што се наоѓа ставање на црна листа на суперсила како САД е веќе привилегија и некое признание дека е Ама немаш навистина. така да ги тераме работите. Навистина А што мислите, ја како што ги гледам ова во ова ставање на црна листа има порака. Ова не е по мене едната порака е овие случаи на Мјалков и на Груевски, најголем дел се пред судот во Страсбург ќе завршуваат. Веројатно е порака за судот во Страсбург. И втората работа мислам дека е порака овде до ВМРО ДПМН и до Мицковски, дека и јас имам исто мислење со тоа што суштината не се однесува демек Мијалков и овој не можеле да суштината на црната листа на црна САД листа, мислам ова има порак. е првично, значи на црната листа ја составува Department of Treasury или кај нас би било Народна банка. Повеќе има економски импликации отколку што има политички или правни импликации. Повеќе се однесува на тоа, ако има било каков имот асет од еден од овие 20 треба да во Америка треба да биде замрзнат и да се забрани трговија со било какви деловни односи на овие лица со представници на САД. Што е според мене повеќе кревање пиар отколку правење некоја реална некои реални импликации. Она што не го објавија во истиот тој документ или во друг документ е дека, например, Сашо Мјалков е, мислам дека еден од ретките на Балканов одликуван директор на служба за безбедност со најголеми почести од страна на ЦИА. И тоа две одликувања. Две одликувања има.
Сега тоа е реална политичка одлука. Да се одликува директор на државна безбедност на некоја држава надвор од нивните, нели, федерални единки. Така да Александар, одликувањата се за заслугите, а санкциите се за грешките. да, ама Тоа се веќе две кога различни работи. да, на пример, веќе кога За евентуалните еве јас зборам за професионалност помеѓу новинарите или помеѓу медиумите. Ако веќе објавуваат дека постои таква одлука за ставање на црна листа, треба да се каже дека има одлука и за одликување. Или на пример, ако е ставен на црна листа на САД, Кога тоа Сашо Мјалков го објавил дека е одликуван? па веројатно тоа е негова грешка, да. Никој на Гравче не може да гледа дека е он одликуван. Но Јас знам дека е одликуван. но во И исто тоа време- две одликувања. Дури едното одликување е со, значи едното е без вообичаени одликувања што ги даваат на луѓе кои што дале придонес во светската безбедност, а второто е изгравирано неговото име и презиме. Да, и сакав да додадам, во истата во оваа ситуација, зборам јас повторно за И професионалност. мислам дека такво никој на Балканот нема да објави. Еден од ретките, затоа реков, има, но Со име и презиме. да, има, но на него. Мјалков е еден од ретките во Европа, не на Балканот. Сакав да додадам и околу професионалноста на медиумите, кога веќе се објавуваат Ама не се криви медиумите зошто вакви се. ситуации, не зборам за ЦИА. Треба, тоа што е јавно достапно е дека ниту Мјалков, ниту Груевски се уште не се осудени, ниту против нив се води постапка за корупција. Каква што гласи одлуката за ставање на црна листа. Ставањето на црна листа е поради сомнежи за корупција. Види, одлуката е политичка. Апсолутно. Зар Милорад Додик, Одлуката е лобирана. ај Милорад Додик и англичаните што ја стават, Желјка Цвијановиќ. По политичка одлука, Да, председателката на Република Српска, е исклучително политичка одлука. Ваквите ставања црни листи е, значи, и порака, и притисок врз други политичари. Ова Не, сум согласен. ова е порака и до останатите политичари членови на ВМРО ДПМН. Апсолутно. Затоа што другиот ден наративот, на пример, на владеачката партија беше дека беше напад кон ВМРО. Црната листа се употреби за напад против ВМРО. Не, јас мислам дека се подготвува договорот со Бугарија и така е да. Во боксот се вика извиѓач, му праќаат на Мицковски. Аха. Или што би се Кога со рекло, предната рака ќе го мрднете да видите како ќе реагира. она што го зборевме трговија со влијание. Значи, мислам дека оприлика порака е, како се вика во Джамли, спотер. Да, спотер, да. Ја играв Джамли, ќе ти кажам, и тоа е добар вако Джамли. Но мислам дека е и порака кон Страсбур. Ќе видиме што ќе одлучи Страсбург, ќе видиме и какви ќе бидат случувањата кај нас. Имам уште еден случај на корупција јавно објавен кој што не го искоментиравме, а тоа е го најавивме, не го А искоментиравме. ти треба нареден пут Билјана да ја викнеш од антикорупцијска, не мене сега ме стави овде као да сум прв антикорупционер ја. Не, јас зборувам со лидер на партија, кој што Добро. предпоставувам има решенија за ваквите ситуации. Имаме ситуација во која што полицаец беше фатен, снимен на камера како зима 120 евра мито да пропушти 6 мина албански државјани без. Сите граници се исти. Не нашто дека е нешто полош или поарна, сите се исти. А па тие па албанците па ич па да не се фалат албански, па нивните граничари што да ви кажам, секиња за мирисе, они ич не зимаат. Мислам, ја ќе ви кажам пример на една граница, јас како министер ме вожди мојот возач, доаѓаме на граница и тој ни бара мито. И возачот му вика, дојде ти кажам нешто, овој вика, шта има бре да ми кажа, дојди бе да ти кажам нешто, овој па, дојде, министер возам во колото, министер. По јазикот ја откри државата. Не, па, Една од 4 може да биде. не, може да види и некоја поблиска, подалечна, како да ви кажам. Така да, тие новинарите што си направија циркус за овие наши тука, ама не се секиња замирисани. Па нивната полиција па не е позната како некоја вака професионална FBI, демек. Така да иста марка сите тука се.
Ајде тогаш Маце да ја префрлиме темата. Сега треба ние да им направиме снимка на нивните. Ова е за осуда. Таквите работи постојат, ама треба исто и на нивните да им направиме. Прашањето дали некој се уопште ќе бара мито во ситуацијава, пошто се дека не, очекува ради да една ќе се снимка снима. нема да Нема гарантирано им е по 20 евра, кога да дојдат по 20 евра ќе плаќаат. Гледате, Да. цената е фиксна, Тарифник, нема влијание тарифник. пад на евро, рубља. Во оригиналниот текст пишува дека 60 евра бил тарифникот, ама ради кризава намалиле на 20 евра. Тоа е на албански го читав, вчера го преведував. И во оригиналното, значи го намалиле, имаат обзир со оглед на кризата. А ти знаеш албански бе, не си кажал? Преведував. Сите граници се исти. Ајде да не се лажеме. Ај малку економските. Да. Цената на струјата упорно не оптеретува, се поголеми Ќе сметки. не за уништи. струја. Предпоставам и општина Карпош има зголемени сметки за струја заради улично осветлување, како се сноѓа. Па до нова година добро. Од нова година катастрофа. Вкупно предвидени средства минатата година што сме потрошили за улично осветлување е 13 милиона денари, а ние за јануар, февруар и март потрошивме повеќе од 13 милиона. Само февруар и март февруар ни е 7, март ни е 6 милиона. 13 плюс јануари. И државата не нуди никаква помош. Што ќе ни даде држава? Ја не знам од каде ќе ги најдеме парите. Ова ќе биде страшно. Ќе мора да исклучуваме струја. Ќе мора ноќе, не знам, после 1 сат да исклучуваме. Немаме друго. Од каде ќе најдеме пари? Ако ние за 3 месеца потрошивме 13, може замислите, А нели значи е- наредните 3 квартала, значи нас ќе ни треба негде уште минимум уште 30 на милиона денари до крајот на годината. А нели е А опција... полошо поминаа општините кои што договорите им беа прекинати во октомври, значи нив ги фати параграфот и за октомври, и за ноември и декември. Нас јануар, февруар, март. Страшно нешто. А нели е опција, на пример, општината да инвестира во штедливи светилки? Па ќе инвестираме ако има, ама ние немаме. Како ќе инвестираме во штедливи? И ексик со тие штедливи. Откако сум градоначалник, јас све инвестирам во светилки. Прво беа живини, па натриумиви, па натриумиви лед, па се од лед имало нешто друго и све од 100 пусто светло само нешто да инвестираш. Кој што прави, ние у светилки инвестираме. Ексик. Јас, значи, откако знам, само инвестирам. Биле натриумови и сега ќе ставиме живини. Ајде живини натриумови. Ајде натриумови ќе ставиме лед, од лед, не знам какви. Ама не е само сијалицата од вртија за вртија, пригушницата била друга, таа, како се вика, тоа крушката била друга. Па, кога ќе ги смениш тие, па подземните инсталации не чинеле, па и нив треба да ги смениш. Ексик. Ама... А граѓаните се научија за една светилка во мало очите ќе ти ги извадат. И во право се. Треба да светат. Значи, стандардот е драстично дигнат. Ако ви кажам дека на територија на Нерези, значи средно Нерези, и Козне првиот мандат од 2000 до 2003 720 светилки имам поставено. Не заменето, нови. Или тие не работеле воопшто, се ставени нови. Значи колку е подигнат стандардот во Да, општина Карпош е... од 3000 нешто светилки сега имаме да. преку 5000 светилки. Да, нема позиција практично општина Карпош која што не е осветлена. Али страшно е. Претпоставам дека сите градоначалници додека инвестираме во не знам автоматики кои што ќе исклучуваат секоја втора светилка, не знам и така натаму ќе мора ноќно време во одредени делови да исклучуваме за да штедиме, иначе нема логика. Од летно време сме плакале по 900. Добро, ама еве на пример од 2,5 милиона Александар на 7 милиона. Има нели дел од акцизата, нели на акцизата воведува еколошка такса Добро. за горива и останати акцизни добра. Таа еколошка такса веројатно некаде треба да се слева. Таа еколошка такса веројатно треба да се искористи сега во ваква ситуација, на пример да дотира државата на општина Карпош или на било која општина да стави соларни светилки. Нели тоа е еколошка такса, ќе намалуваме и загадување и Соларната светилка да ставиш чини. Ама треба нели да дотира Таа државата? сега Нели како- собираат пари? Ако оваа да ја смениш. Зашто ги собираат парите од еколошка такса ако нигде не ги дава? Ако пример оваа треба да ја смениш чини 50 евра, да смениш пригушница, други автоматики и така натаму, ова ќе чини 300-400 евра.
Значи не е така само за мене ја соларна ставија. Ама добро, Тоа ја разбирам. соларниот панел чини ли пари? Чини. Сосема друга конструкција е, друга Тоа автоматика разбирам има. тоа, мислам прашањето ми е каде се парите од еколошката такса? Е па ќе одат во плати. Ама не, Сите штрajкуваат, како мислите ќе заврши ова? На крај сите ќе мора да добијат, во спротивно општо и штрајки има. Јас кога го видов премиерот со кренати раца со синдикатот, си реков, премиере го обравте Бостанот. По 3000 денари плюс придонеси и сега ако ќе скокнате еден, друг, трет, ова е сега домино ефект. не го искоментиравме. Ова е домино ефект. Чекајте го скокне полиција, го скокне војска, не е само образование. Не го искоментиравме и фактот потврден од владата дека премиерот заедно со неговиот шеф на кабинет се затруле од храна. Се река нема последици од тоа. Па добро, може да има драстично. Јас сум бил во влада пред премиерот и пред председателот на државата иде посебна служба која ако има коктел или има ручек, он направи проверка во кујната. Јас сум држал ресторан и не ми се случило гостин да ми се затруе. Сме имале камп кај што сме обслужували 1100 бегалци, никош немало труење. Најчесто труењето може да биде ако во храната има, да речеме, јајца или ако имате месо. Да речеме, месото многу лесно се, кога ќе го пипнете, ако е месото расипано, тоа лепи на рака. Јајцето, салмонела, да речеме, ако има сладки и така натаму, значи тоа само треба малку повнимателно е. Сега, ако храната е припревале аматери, Или ако му правеле некоја морска храна, некој бифтек од камила, па не знаеле да ја спремат. Мислам, не е ситуацијата за смење, не за смење, но секој случај, драго нешто премиерот, добро прошол. Да речеме дека ние. Да. Сега вие новинарите се правите атракција, тоа? Па нормално. И премиерот е човек како и секој. Ама е нормално дека ќе И тоа правиме има стомак, атракција. тенко, Нормално дека дека ќе го правиме срева, атракција од ситуација која што не е земена доволно сериозно. Сериозно е ова што го кажа сега пред малку, во време кога ти си бил министер, постоела служба која што Не, нели и сега постои. па еве гледаме колку Да се ово десило код председника Тита, тај би ишо на Голи оток. Па да. Кој е отровоо наше премиер. Ама Има еден проблем. зато е комично, затоа што како да кажам сега, Или зависти на Сталин да му се случи да го заболи стомак после. ќе го избришат од слика сам. Како што ги брише сталинците кои што после тоа биле. Зависти Тито да му се случи да го боли стомак после јадење. Не знам. Ке си шајката ке си ја заковаш на градичката и сам ке се обесиш. Сам. Кажи Милош, што сега ще кажеш? Не знам дали јаделе од ти станир ли? Како само е 20? Не јадели, како ти кажам, шеф на кабинет што еде шефот, тој е ја. Така ли? Дај ми мене исто. Што пиеш? Исто. Исто, да, дај ми мене. Затоа треба премиерот да се нарачува пинџур. Не се труи од пинџур. Ја мисля дека треба да нарача до оној ајварот што го правеше, не знам дали ти остана уште. Имам уште тегли, знаеш ли? Па ете да нарачала тој ајвар бойкотирачкиот, немал да се отруе сигурно. Може малку да е мувлосан ако е под отворена теглата, ама од скоро се вали, се трга, шиваш. Пази, мувлата може да е и пеницилин, може па и поволно да влијае. Да. Реков за општината зборуваме финансиска помош за покриви и лифтови. Да. Каква е таа? Издвоивме средства за замена на азбестните кровови и второ за поправка на лифтовите во општината. Искрен да бидам, имаме скромни средства, огласот е распишан, ќе биде по принципот прв дојден, прв услужен. Кои први ќе се пријават, тие ќе имаат комплетна документација, тие ќе добијат сапорт или субвенција од општината, ако успееме со ребаланс нешто да обезбедиме, но јас се плашам дека ова пуста струја ќе ни ги изеде сите пари што би можеле со ребаланс да ги обезбедиме. Тогаш здрави Боже до година. Не ги прифаќаш критиките на State Department, ама почнуваш да ги користиш и како се вика сапорт. Да, англискиот јазик се Не, ги прифаќам, ама не сакам да ги глорифицирам.
Па не, никој не ги глорифицира институција. Ајме молам, види. Ама извештајот на Европска унија е ист. Сите работиме по исти закони на друго, кај нив председателите не краделе, не знам овие министрите не краделе. Крадат како не. Хувер 29 години директор на FBI, он све по закон работел. Ние 5 директори на државна безбедност апсиме, ставаме за дрешетки, ама само нивните директори све по закон работеле. Замислете Арнолд Шварценегер со мускулите, он повише ги знаел законите од Стефче Екимовски ќе оди по судови. Мислам, прај мој молам, ај доста се глорифицираме. Се Арнолд Шварценегер повише знаел закони од мене, цел живот сум му на раководни функции. Смешни работи, ама се што да правиме, мора да викаме тие се најбољи. Ма мора. Мораме да викаме тие се најдобри, тие се најчесни, тие све знаат, тие си немаат грешка, од нив само треба да учиме. Ја ве прашувам, можно ли е Хувер 29 години да работи све по закон? Кој го прислушкуваше Кенеди? Слушнавте дека го оставија на гилјотина и го ставија во затвор? Па што ќе прави тајната служба ако не прислушкува? Ние сме ние сме Македонија е Пет директори си ставивме за трешки. Една од ретките или можеби единствена земја у свет која што раководител на државна безбедност си ги собира у затвор, си ги казнува, си ги решава. Тоа е точен факт. Нивните директори све работеле по закон, а нашите све не работат по закон. А они само по закон работат. Да видиме тест за американската правда и демократија. Не зборам само за американската и за останатите западни земји, што ми ќе биде случајот со Хантер Бајден. Служби работат све само по закон и ништо друго. Случајот со Хантер Бајден треба да има интересен развој. Најпрвин велеа дека нема ништо. Мислам дека ги отворија случај, така? Да, ја не сакам да се конфронтирам со никого, но во исто време не сакам никој да биде глорифициран. И не сакам да не прават дека сме ние, како да ви кажам, паднета и од дрво, дека ништо не знаеме, а ако не друго, тој кралј Петар и тој Тито ни оставиле држава со нишани. Јас сум работел во председателство на Младина Југославија, сум бил директор на фирма, знам како изгледа систем, како изгледа држава. И дека ние не сме паднати од Марс овде во Македонија. Знаеме нешто и ние. Ама градоначалник системот вреди онолку колку што луѓето имаат доверба во него. И сега кај нас успеа во рок од неколку години, 5-6 години, во целост да ја срозаат довербата и во судство. Види, системот што кажува 40.000 гласачи, и сега на ништо не 40.000 гласале за еден човек. И системот е перфектен. Така? Ама не, сега сме доведени како народ. 40.000 личиња, сите за еден човек гласале и тоа е систем перфектен, демократски. Тивме системот де факт. Знаеш ли кој има единствено помала доверба од граѓаните? Дека не сме совршени и дека не сме за мирисање, тоа е факт. Ама дека треба и толку да се посипуваме со пепел, мислам не треба да се посипуваме. Дали знаете, според последната анкета на ИРИ, кој има помал рейтинг од судиите, од правосудството? Не знам. Од судиите и обвинителите. Судиите и обвинителите имаат 8%, кој има помал рейтинг? Здравството? Не. Кој? Политичарите, најмал рейтинг, 2%. Како победувам на избори со... Најмалку доверба... Како победувам со 51%, а кривам 2% да му... Најмалку доверба граѓаните имаат кај политичарите. Зборам генерал, кај сите... Како христијани има 9%? Ма добро, имате поединечно рейтинзи. Мене нема нигде, ама него го има 9%. Ама рейтинзи имате, ама доверба имате 2%. Дека ќе ги исполните... Како ќе ме гласат 4 пути ако нема дека ќе ги доверба? исполните, боже, ти си у тие 2% у кои што верува. Е ретките. Се отвара една од како кажам, најинтересните теми кога станува збор општина Карпоша, тоа е Алумина. Дупот за Алумина на 19 април организирате невладни организации и планинска куќа. Клизав терен ми поставуваш се. Па ако зашто? Не знаеш да клизаш? Не си идел на на кале да клизаш. Ке седнам да не кажам на што и така ќе се буткам. Организирате транспарентно соочување со граѓаните на невладните организации во врска со тој дух. Да, долго тактизиравме со планерот кој што го има добиено задача да го работи овој урбанистички план и кој што ние имаме еден регулацијски план кој го донел градот Скопје, кој што јас не го поддржувам. Го замолив, имаше една варијанта да се оди со јавен конкурс на моје инсистирање
И втората варијанта да отвориме јавна расправа. Мислам дека планерот прифати да идеме со јавна расправа. Ние не можеме да кажеме, видите, ако сте вие дале за некој имот милиони, и ако тој имот, сега конкретно ќе објаснам за алумина, приоритет на општина Карпош било да ја нема фабрика алумина. Како што фабрика пластика од другата страна, кај што е БС, било приоритет да ја нема фабрика пластика. Исто било и алумина да ја нема. Како што исто така за Карпуш се наоѓа на територија на Ѓорче Петров фабрика Купром да ја нема. Вие гледате и фабрика Карпош, веќе на тој дел се градат згради. Значи, за да биде условот исполнет, по генерален план тамо е ставено домување, деловни згради и така натаму, и тој што го купил имотот, го купил врз основа на генералниот план што го имал градот Скопје, односно оваа држава на тој што го купува имотот му кажал да, ти купуваш фабрика, ама потоа на местото на оваа фабрика ти ќе можеш, нема да можеш да работиш како фабрика која ќе произведува алуминиум или алуминиумски профили или преработки од алуминиум, ти ќе можеш тамо да направиш трговски центар, ќе можеш да направиш згради и така натаму. Ние тамо направивме неколку урбанистички планови кои беа онака како што побара израелскиот инвеститор, меѓутоа тој дали потоа падна во криза, нели дојде светската економска криза. И колку што знам, тој објект е препродаден, односно тоа земјиште кое сега е руино, таму не излегуваат влекачи, значи тоа не е расчистен како што треба, оградење со лимови, платење негде 24 милиона евра. Сега ние не може да кажеме таму не може да се гради ништо. Или ние само ќе насадиме трева. Ние може да кажеме не може да се гради толку, или ќе се намали, ќе биде волку малку или така натаму. И сега што таму треба да има? Моја проценка е дека треба да отвориме јавна расправа, да видиме што мислат невладините организации, што мислат граѓаните и тоа да биде насока за планерот кој што го подготвува тој урбанистички план. И мислам дека ваквиот пристап на земјиште кое што е 6 хектари, кај што треба да се планира земјиштето од нула, е добар пристап и транспарентен пристап, да не е само седнуваат, оти таму имаше ставено 105 метра висока зграда, околу 8 септември булеварот Теодосиј Гологанов, да имаме неограничена висина, значи со огромна густина, и јас лично сум против тоа, ама тоа го има направено регулацијскиот план на град Скопје и ние сметаме дека тука треба да имаме една, како да објаснам, една ревизија и да видиме што невладиниот сектор и граѓаните што сметаат дека тамо треба да има, па во рамките на тоа да оди планерската куќа да планира. И тоа е добар пристап. Се согласувам дека тоа е добар пристап. Ретко која институција во држава е доволно и така на тој начин транспарентна да отвори таков горлив проблем пред граѓаните, да му да имаат можност да си го кажат својот став и своето гледиште за така битна работа. Предпоставувам дека ги исцрпивме темите за вечерва. За дел од темите ќе читаат граѓаните во нашите гледачи и нашите читатели во наредните денови. Ги начитавме тука. Ако немате што да додадете, предлагам да ја затвориме оваа емисија. Може повторно да ја пуштиме од next time. Ќе ја пуштиме на крај. Кога паднав на перина. Ќе ја пуштиме од next time. Милош, имаш што да додадеш? Тоа, поздрав и ја викам да ја слушнем уште еднашка песната. Прекрасна изведба. Што не гледачи, благодарам што не гледате и вечерва во голем број. Читете Инфомакс, добивајте информациите без цензура и секогаш први. Останете со нас, за крај уште еднаш кога падна на перина, next time.
прашам, Текстот на предлогот на амандман. Адев порад Пративме да чува.